Очите човечки со ништо не се наситуваат. Овчарчето што ја изваде змијата од огно и што му плукна в уста да знае секакви јазици, што го најде азното од крала Богдана. Чита Александар Станојков. Пасејќи си овците на овчарче близу до една планина, чуло еден силен глас како да пишти нешто као нажалено. И остаи овците кај што си пасеа, та потрчало да види што пишти толку и ако може да му поможи. Кога дошло кај што се слушало пиштењето, видело кај гора едни суи расија и во среде на огно имало една змија качена на едно дрво, та од силните пламени ја досегали змијата. Видувајќи змијата овчарчето, му се помолила да ја поде и стапо да се вкачи и да не изгори, та ќе го дарува со еден голем дар. Бидејќи овчарчето било жалостливо, го спружил стапо и ја извел змијата. Благодарам ти, овчарче, на ова добро што ми стори, испроти како што ти се таксав и ја ти правам едно добро. Цини да ти плукнам под јазик и да знаеш, се што е животинка и цверка, ќе му разбираш ти што ќе зборуваат. Ете, од таа добрина, овчарче, нема поголема да се прави на човека, мислам јас. При се што му било стравно овчарчето да ја зини на змијата, па ја зинал за пусто добро што сакаше да му стори змијата и му плукнала и си заминала по работа змијата. Идејќи си при овците, до што пиле чуло, се му разбрало што се зборувале. До што гоедо, конј, магаре, своите овци што блеале и разбрало што велеле. Кога видеот и од се разбира, многу се израдувало. При овците си имаше еден стар пес, само со еден зап, и имал две млади кучиња. Татко му на овчарчето многу и милувал двете штенчиња, а пак стариот пес не ќел да го види и многу пати му се натокнил да го отепа со стапо. Ар нама, пак нека и дисувал чунти, многу години измет беше му сторил. Поради тоа нешто го чекал, ја сам да пцојса, ја волците некоја ноќ да го распарчат. За пакос, една ноќ, беа се приближиле неколку волци до овците и едно исетили кучињата, слајале по нив и на часо беше се разбудил овчаро и син му. Кога слушат силно лаењето од штенците и од стариот пес, беше се зачудило. Штенчињата и викале волците да дојдат. Елате, волци, елате, да се удајте неколку овци, да со себе по ваш и ние да локнеме троа крв и да касниме троа джигирче. А пак стариот пес му викал, немој да ве мачи ѓаоло да идите, да давите овци, оти уште еден зап имам и него од вас дури не го скршам, нема да ве пуштам да давите овци. Слушајќи тоа нешто од стариот пес волците, не му држеше да појдат кај овците, при се што и викаа штенците да јадат заедно. Од кој излего овците, се прибраа пците да му даат да јадат. Извел пиштолите овчарчето од појас и отепал двете кучиња. Кога виде татко му оти и отепа кучињата, и фрт се сторили да не побегнеше ќе го отепаше. Утрото, уште ноќ оди при царо на суд и го осудија сина му да го бесат. Се пратило семини да го бараат и одвај го нашле, та го врзале со рацете наопаку и го потерале да го носат кај што и отепал пците, тамо да го бесат и него. Носејќи го од град надвор, видело до пато на еден трн, кај се караат две врапчиња за сестра и уште малце ќе се збиеја. На тоа згора се изнасмеа овчарчето и го видоа семејните и се смеи. Абре, овчарко, тебе те носиме да те бесиме и ти се смеиш, каква е оваа работа? И вие би се смеале, брајаѓи, ако да знаевте што се караат две неврапчиња што се на трном, ама не знаете та затоа. Еле, ај кажи ни за ово што се караат врапчињата да чуеме. За сестра се караат и си велаат едно на друго да одат на суд.
да ако појдат кај царот што ме пресуди мене да ме беси, без да ме испита, да види за која работа и отепав ците, тога и нив ќе иземи надуша, чунки може да и обеси и двете. Слушајќи тој збор се имените, некако као да му текнало ти, треба да знае јазикот врапчињата и се вратија при царот, му раскажа и на часо царот заповедал да го вратат при него. А зошто си се плакал, бреовчарче, од мене, оти не сум те испитал за која работа си отепал кучињата, зар татко ти ќе лажи? Тој вели оти пред неговите очи си отепал со двата пиштола. Кажи ти се, ако не си отепал, да му барам испат на татка ти, да после да те бесам. Јас си отепав, честити царе, ама праши ме заошто и отепав. Кажи да чујам, заошто и отепа? Јас, честити царе, извадов една змија од еден огон и змијата ми плукна под јазик да разбирам од сите пилци и животинки што зборуваат. Таа вечер, која ја отепав кучињата, дојдаа волците да дават овци и кучињата и сетија, та наместо да и бркаат, тие канеа да дојдат и да дават овци, та покрај нив и тие да локнат троа крвци и да каснат троа джиđерчи. А пак стариот пес му се валеше да издави сите волци, макар што има уште еден зап. Ете за тоа и отепав, честити царе. Арно, ама серсем, бидејќи татко ми сакаше да ме отепат, и јас побегнав и куртулисав. Од кога го изслушал царов чарчето, лели си знаел јазиците на пилците, ти сега ќе одиш по планињето да слушаш орлите кај што зборуваат и да научиш од некој орел каде е закопано азното од крала Богдана. А ако го најдиш, голем бакшиш ќе имаш од мене. Пеки, честити царе, да одам и ако чуjem ќе ти кажам. Тргнало овчарчето од планина на планина и нигде не могло да најди два орла на едно место, та да разбери нешто. На враќање нашол два орла стари кај се поштат и си чинала крди, си плача тало, оти немало што да јадат. Бре, братко, дали паметуваш која го закопуваше крал Богдан азното, што пусто јадење сме јале, месо од крави и лојци? Вистина јадовме, побратиме, тогај. Море, тогај не гледај, туку сега што си гладуваме и нема ни желки да јадиме. Слушајќи овчарчето тие зборови, дошло при царо и му рекло да заколи 40 крави и лојци, та може да чуе нешто од орлите, чунки тамо ќе се соберат многу. На часо царо му купил 40 крави и му изаклале таму кај што се поштеа двата стари орли и ја остаја заклани. Кога си видеа орлите на ноктите и сетија кравите, и му дошле со стотици орли да јадат. Сите јали и си летнале, а пак тие двата стари орли си поседоа и ватиле разговор да си прават за крал Богдан која го закопал азното. Се изнајадовме, пријателе, ама која на гробишта, што рекол некој. Кој знае сеја дали ќе закопува азно и овој цар, дали ќе го бара тоа азно што е овде закопано под оваа плоча, кај што стоиме ние. Не веруј сега азно да се закопува, братко, чунки не е тој век. За да го откопуваат, веруј, а да закопаат, не му е годината. Чунки сега цареите имаат големи арџу и салтанати, му рекол другиот. Море, ако го копаат, ќе најдат на дазното 2 саби, што ќе се сечат една спроти друга и не ќе може да приидат да го земат. Лесно е затоа, нека му даат еден човек на сабите да го пресечат и ќе се дае јазното да се изваи. Чунки курбан се сакат, му рекол првиот.
Kako sakat neka si prat. Leli, nije se iznajadovme. Aj sega da si letnime na sedelo, da koaće ogladejme, pa će mu se košnime ovte. Така велејќи си, летна, а по овчарчето се беше чуло и му кажало на царо каде е азното. Дошол царо со големате баби и јаргати, да го откопале азното и за вистина се јавиле две саби што не останале да се земат парите. Го прашал царо овчарчето како да прави и тоа му кажало ти човек требало курбан да му дај на сабиите, да го пресечат и после да се даат парите. На часу и пушти ластјар од град надвор да ватат еден човек кај да му се згоди пред очи. За таксират да се згоди татко му од овчарчето и го донесле, таму го подале на сабиите и му ја пресекоа главата и се даде азното да се извади. Откоја го исцрпи азното, го помоли царо овчарчето бакшиш да му даде. Овчарчето посакало да се клаи главата во една Терезија и колку што тежи главата, толку пари да му даат. Ја кладоа главата со очите од кај другата Терезија и никако не се поткрена главата. Зело овчарчето една рака кал и му изатнало очите и на часо натежнало златото. Ете, како не се наситуваат очите човечки со злато и сребро, а се сита со една рака кал или земја.